Наташа Чукревска-Зографска, биохимичар во Аџи Бадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Искра, добро утро и до тебе. Добро ве најдовме, Како ви се колешка. усогласени боите да не можам да како верувам? договорени, нели? Да, јас сега додека ги читаше Да. вестите, мајде велам да не... Но прекрасни сте и убави двете, Не. така да сега ќе го разобавите утрото. Не мора да зборуваме, може само да не гледаат. Зошто пак да не. Но ќе зборуваме сепак за темата диагностички лабораториски анализи. Уште еднаш добре ни дојдовте и ќе слушнеме по-детално за што точно станува збор, Искра. Да, Слободанка, всушност ќе внурнеме малку во лабораториите на Аџи Бадем Систина. Тоа се нели оние простори кои што за пациентите се забранети, така некако му доаѓа, нели забранет пристап, па да видиме што се случува таму и што се нудат Ајде да тие. слушнеме. Добро ви утро, добро ни дојдовте и одме. По трет пат еме, што значи благодарам за многу поканата и ми представува голема чест што сум денес овде да ги представам нашите лаборатории во клиничка болница Аџи Бадем Систина, кои што по нешто се уникатни и специфични и различни од сите останати лаборатории. Дали да запрашаме со тоа по што се уникатни, да со токму со тоа прашање, ајде да видиме по што се специфични. По што се специфични, прво вршат услуги на клиничка болница, која што ги има сите специјалности потребни за денешната модерна медицина. И заради тоа лабораториите нудат широка палета на анализи за да им помогнат на докторите да што поскоро стигнат до вистинска диагноза и до правилен третман на своите пациенти, почнувајќи од најмалата возраст до највозрастните пациенти кои што доаѓаат во нашата болница. Споменавте начин на докторите, ние секош мислиме дека тие постојат за нас пациентите, но очигледно даваат информации кои што им се неопходни на докторите. Соработката со докторите е неминовна и нужна и кај нас во нашата болница е на многу високо ниво. Имаме секојдневна комуникација и разговараме за многу битни работи, се во интерес на пациентите и на нашата институција, се разбира. Значи се трудиме да ги следиме најмодерните трендови, да воведеме најмодерни техники, да ги воведеме сите оние анализи кои што им се потребни за брза и прецизна диагностика, за да можат што поскоро да реагираат со своите пациенти. Сепак во болницата се работи и врвна хирургија и затоа мораме да бидеме спремни за сите чекори и предизвици кои што модерната медицина ги бара од нас како лабораториски персонал. Ајде за да разбереме како тие функционираат, како се организирани? Организирани се според сите законски регулативи. Имаме оддел диагностички лаборатории кои што имаат одделение за преданалитика и флеботомија. Таму доаѓаат пациентите да им се земе крв и да се земат останати биолошки материјали, значи брисеви, да се донесе урина ако собирале 24 часовна и обична да остават. Понатака имаме одделение за микробиологија и паразитологија, каде што се испитуваат многу различни микроорганизми со различни техники за да се докаже присуство или отсуство на некоја бактерија, вирус или габички. Понатаму имаме одделение за молекуларна диагностика, каде што со помош на модерни техники, со молекуларни техники се одредуваат истите тие причинители. Имаме одделение за генетика и цитогенетика, каде што се работат специфични анализи и кои што не се работат во секоја лабораторија, значи имаме нешто уникатно во нашата клиника. Потоа имаме одделение за биохемиска лабораторија, каде што се работи една многу широка палета на тестирања со модерни инструменти. Имаме одделение за трансфузиолошка медицина, каде што се работат крвни групи, РХ фактор, кумцови тестови, интерреакции потребни за болничките пациенти. И имаме оддел за хистопатологија и цитологија, каде што се работат хистопатолошки и цитолошки препарати и за редовна проверка и за состојби после операции, за да се знае точно со каков третман понатака да се работи со пациентот. Широка палета на услуги, колку што гледам, кому му се достапни? Пред се достапни на докторите кои што работат во клиничка болница Аџи Бадем Систина, но и на сите останати
Значи имаме договори со останати приватни ординации и достапни се освен за пациентите што доаѓаат кај нашите доктори да ги користат и лабораториските услуги, може и пациент секој од надвор да дојде само за лабораториски испитувања. Затоа континуирано смислуваме некои нови погодности. Да, тоа со цел да секој да може да се ги дозволи, да ги овозможиме на што поширока група на граѓани. Знаете, денес во денешно време сите гледаме како домашниот буџет да го искористиме максимално, меѓутоа бидејќи здравјето пред се мораме да го чуваме. Едно од најбитните работи е барем 2 пати во годината секој од нас да си направи еден контролен преглед и контролна лабораторија со одредени параметри кои што ние сме ги дизајнирале посебно за да се проверат основните физиолошки и метаболни функции, да се провери состојбата на сите најбитни органи. И затоа се трудиме да ги нарекувате пакети, ги нарекувате, така, да. Пакети, значи тие се одбрани анализи кои што во исто време, значи со едно земање на едно доаѓање во лабораторија, ќе се земат што велиме со едно боцкање, така. Со едно боцкање, да, ќе се земат неколку епроветки или брисеви и ќе се види една поширока состојба кај испитаниот пациент, да го наречеме, за да се види генералното здравје и ако е се во ред, е едно, меѓутоа ако се најде некој отстапување, тогаш се преземаат некои работи. Значи, вклучително во нашите пакети е и бесплатно советување од нашите стручњаци, нашите специјалисти во не вадиме само анализа и после да не знаеме што да ја правиме, да читаме, кои што треба да им ги протолкуваат на пациентите резултатите за да знаат што тоа значи. Многу често се случуваме, например, се случуваме со прашањето може ли да дојдам да направам крвна слика и ние ќе направиме крвна слика што вклучува крвни елементи, значи еритроцити, леукоцити, тромбоцити и останати параметри што тоа излегуваат и после викаат па добро знаете што ја сакав и шекер, и масноти. Значи крвна слика е едно, а лабораториски анализи и состојба на здравјето со помош на лабораториски анализи е нешто сосема друго. И затоа во зависност од тоа кои се причините и кои се потребите на пациентите и докторите кои што ги ординираат со пациентите, нудиме повеќе различни така наречени пакети кои што имаат различна намена. Значи направивме пакети и за децата и освен, значи имаме посебен оддел за чекап каде што доаѓаат луѓето за една годишна редовна проверка. Меѓутоа направивме чекап и за децата. Но треба да се, значи грижата за здравјето треба да ја учиме уште од најмали нозе. И стравот од земање крв треба да се научи уште од почеток, затоа и тимот наш е толку спремен да ги научи децата дека земањето крв и земањето брис од грло и нос не е нешто страшно, туку треба да биде така едно посебно доживување. Затоа даваме и дипломи, даваме боенки, да ги расположиме дечињата да не се плашат повторно ако треба да дојдат. Имаме посебни пакети и за децата во соработка со педиатрите, за да може на еден брз и краток начин да се стигне до информација дали се работи за бактериска или вирусна инфекција. И сега воведовме и некои нови инструменти каде што со многу мала количина на крв може за децата посебно погодности имаме со мала количина на крв да дознаеме повеќе за нивната моментална здравствена состојба, да може побрзо педиатрите да реагираат со каков лек понатака ќе се продолжи. Да, можам да го замислам сега тоа боцкањето на малите дечиња, посебна траума им представува, но што меве сепак им го леснувате. Нема да им остане за цел живот. Да, се трудиме да ги развеселиме во целата таа колку и да е травматична состојба. Што има, ако може да се праша така, што е нешто најново кај вас? Нешто да речеме најреволуционерно што е внесено?
Па нешто најреволуционерно се трудиме континуирано да ја... Колку успеате во чекор да бидете со сиот тој развој? Да, се трудиме да сме континуирано во чекор со развојот. Значи, денес технологијата оди многу брзо напред. Лабораторијата е опремена со... Лабораториите, всушност, се опремени со најмодерни инструменти. Тоа се комплицирани, автоматизирани инструменти што се контролираат со помош на софтвер. Така да Како и тимот... роботи некој... Па така, да, имаат и роботска компонента во нив. Меѓутоа, тоа многу ја олеснува работата за персоналот, го скратува времето на изработка на анализи и брзината на добивање на резултати за нашите доктори е, како да кажам, најбрзо што може. Крвна слика и CRP, C-реактивен протеин, може да добијат за 1 час. Сега дури најново воведовме и седиментација, за истото тоа време може да добијат резултат. Значи, може пациентите додека се на преглед, да почекаат малку и повторно да се вратат кај докторот, со едно доаѓање да завршат со конечна диагноза и со препорачана терапија за понатака е кога да дојдат на контрола и така. Нормално, не е тоа возможно за сите анализи. Новитети се тоа што, освен овие промотивни пакети што ги имаме и за децата, имаме пакети и за младите жени кои што планираат да бидат мајки. Имаме во најава се пакети за потребите на одделот за инвитро, кои што ќе стартуваат многу скоро, од понеделник. Значи, во многу тесна, фактички во многу тесна соработка сме со Потребите на на така. докторите за пациентите кои што доаѓаат кај нив. И мислам дека уникатноста на лабораториите е тоа што комуникацијата со докторите е на многу блиска инстанца. Значи, ние седнуваме и се договараме... А тие со пациентите, така што тука се Ние содржува таа се врска. договараме за се она што им е битно и гледаме што побрзо тоа да го спроведеме. Нормално имаме огромен тим за поддршка во болницата и навистина еден предизвик да се работи во клиничка болница Аџи Бадем Систина во лабораториите. Се трудиме да сме во сакам да ве чекор со прашам и за времето. тоа лично вам што ве предизвикува професијата, но сакам да ве прашам за еден термин кој што постојано го слушаме, а тоа е акредитирана лабораторија. Што точно значи тоа и зошто е тоа толку важно? Колку е потребно, да речеме, за нас? Акредитацијата можам да ја објаснам од два аспекти. Од аспект на лабораторија која што е акредитирана од наша страна и од аспект на корисниците на акредитирани институции што они добиваат ако дојдат во таква лабораторија. Значи, медицинските лаборатории се акредитираат по еден посебен стандард и за вработените е предизвик да се работи во такви услови, заради тоа што тој стандард ни носи една безбедност и сигурност во работата. Носи една уедначеност во работата, за разлика од едно минато време каде што имаше експерти кои што например, доктор тој и тој, само он работи една анализа и никој друг на светов. Денес тоа е надминато. Тоа е надминато со помош на технологијата и е надминато со врвна едукација на персоналот кој што работи во лабораториите, уедначеност на процедурите за работа, така да независно кој е тој ден на работа во тимот, пациентот секогаш ќе добие еден ист квалитетен производ, што кај нас се вика резултат. Уедначеност и во начинот на читањето на така? Да. Комплетно. Комплетно. Значи, конечниот резултат е унифициран. А придобивката за корисниците е тоа што придобивките за корисниците е тоа што вие ќе дојдете во клиничка болница Аџи Бадем Систина, во нашите лаборатории ќе добиете резултат, ќе отидете во Америка и тој резултат ќе ви биде признаен, бидејќи акредитацијата е подеднакво важна секаде во светот. Значи, тоа е светски признаен резултат. И затоа не е сеедно дали е акредитирана или не. Навистина е, повторно ќе нагласам, навистина е голем предизвик, има многу интересни работи, а најбитно е што
имате една голема сигурност во работата. И па ајде тогаш малку да ја демистифицираме вашата професија. Што точно работи еден биохемичар? Еве конкретно во Аџи-Бадем Систина. Конкретно во Аџи-Бадем Систина биохемичар работи многу разноврсни работи, почнувајќи од аналитика, значи работи со различни автоматизирани инструменти со кои што изведува анализи. Тука сакам да подобјаснам уште нешто, значи лабораториите може да бидат од различен тип. Може да бидат научно-истражувачки, каде што се прават експерименти за осознавање на нови работи, и тие полека стануваат, понатаму стануваат дел од науката и од како ќе се етаблираат на одредено ниво, стануваат рутински методи. Значи, една техника станува рутинска. Во медицинска лабораторија ние работиме рутински методи. Научното истражување е во еден друг сегмент. Значи, ние практикуваме методи кои што се повторливи и кои што се автоматизирани и проверени. Значи, биохемичар работи поставување на нови методи на инструменти, работи верификација, тоа значи дека докажување дека методот во наши услови е подеднакво точен и прецизен како во фабриката која што го дизајнирала. Следиме контрола на квалитет, интерна контрола, значи внатрешна контрола, со помош на контролни примероци кои што се со познати концентрации, и следиме контрола на квалитет со учество во меѓулабораториска споредба со меѓународни тела кои што се акредитирани тоа да го работат. Значи, добиваме примероци со непознати концентрации, ги пријавуваме резултатите и тие после тоа не евалуираат и ни даваат петки или десетки, зависи колку петки, мислам, петка или десетка, зависи каква е градацијата. Малку сложено? Па личи малку сложено, меѓутоа тоа е дел од професијата. Понатаму учествуваме во изработка на сите тие работни упатства, учествуваме во едукација на персоналот, едни со други, учествуваме во изработка на научни трудови, објавуваме во светски часописи, значи има тука и стручна надградба. Дел од... Нема мирување, еднаш сум се научила и готово. Не, човек учи додека е жив. Не завршува школото кога ќе се добие диплома, туку континуирано има нови работи, континуирано светот ни наметнува нови работи, професијата бара од нас нови начини на работа, значи има континуирано раст и развој. Лично ваш предизвик, реков си имате многу предизвици, но еве ваша цел, што би сакале да постигнете? Не мора ни колегите да го знаат се уште, така? Не, би сакала, ако нека го знаат и треба да го знаат, би сакала да зад себе да оставам еден врвен стручен тим, бидејќи нели сите работиме, старееме, и размислуваме што животот ни носи. Меѓутоа, многу е битно да подготвиме идни генерации. Многу е, за мене лично, е битно да оставаме за себе стручен тим кој што ќе има желба и понатаму да се надградува. Не да остане на онаа точка во која што јас ќе ги оставам, туку континуирано да ученикот ги предизвикувам. Да го надмине учителот. Така, сакам да ги предизвикувам помладите да се борат со себе, да бидат подобри од ден за ден. Значи, човек напредува ако во споредба со себе станал подобар. Од другите можеме да црпиме искуства и нови предизвици. Меѓутоа, главниот предизвик на секој човек е сам со себе. И би сакала тоа да го пренесам на помладите генерации, на колегите што работат со мене, да си ставаат нови предизвици, да бидат се подобри во професијата од ден за ден. Убаво животно мото, кој што може и во било која сфера всушност да се примени. Јас многу ви благодарам за ова ваше гостување, што ќе ни дозволивте да внурнеме малку во... Па се надевам дека еден дел од моментите ги пренесов. Нормално, сите повеќе податоци можат да се видат... Зависно од индивидуалните потреби, така? Да, може да се видат и на веб страната, и на
социјалните мрежи, ние сме таму, може да не 24 добијат часа. и на телефон, ако има потреба некој да стапи во контакт со нас, значи сме тука сме за да им го подобриме животот и квалитетот на здравјето на сите наши граѓани. И најлаички кажано, со малку боцкање може да завршат многу работа. Да, така? да. Ви благодарам многу на Благодарам ова и на ваше вас. гостување. Слободанка, ти имаш страф од игле? Не сум те Порано, прашала. Да, сега воопшто не. Не? Готово сме го надминале тоа. Се надмина, како Да. што кажавме, или животниот тек, искуство, се си носи свое, така да Баш, одигла не веќе и ни тоа нема може веска. ништо едно иглуле малечко, Ништо, нели? апсолутно, да. Па дури и дечињата веќе го немаат страво, затоа што се практикува многу на брзина, да. Ви посакувам многу успех во понатамошната Благодарам. ваша работа и сето она што го зборувавте и го кажавте, нека биде со еден одличен резултат. Благодарам.